Животниот стандард, поддршка на економијата и стимулирање на нови инвестиции се основните приоритети на државата во период на максимална неизвестност и обстојување, потенцираше денеска премиерот Димитар Ковачевски на отварањето на дводневната меѓународна конференција во организација на Министерството за економија, која се одржува во Скопје. Засега гарантирана е редовната исплата на плати и пензии, а на среден рок Ковачевски очекува: создаваме основа за забрзување на економскиот раст, иако неизвестно, очекувано е постепено стабилизирање на глобалните синџири за снабдување и по поволен амбиент на инвестирање. Дел од резултатите што ги очекуваме на среден рок се зајакнување на конкурентноста, регионална соработка за енергетска стабилност и независност. Инфлацијата според премиерот е проектирана на 7,27%, но оваа проценка е во контекст на случувањата во еврозоната. Според Ковачевски, во наредниот период, клучен двигател на растот на економијата треба да биде поборувачката. А се очекува поборувачката да биде главен двигател на растот, при што приватната потребувачка се проектира со раст од 3,3%. Во 2023 година проектираме раст од 4,5%. Паралелно, изнесе Ковачевски, на среден рок треба да се намалува и невработеноста. Стапката на невработеност се очекува да продолжи да се намалува со проекција од 14,5% за годинава, додека на среден рок очекувањата се истата да се сведе на 8,2% во 2027 година, кога се очекува и пораст на стапката на вработеност на 54,7%. И во моментот невработеноста е на историски најниското ниво од 15,2%. Меѓународната конференција која во Скопје се одржува по втор пат собра голем број меѓународни и домашни економски експерти, а најзвучно име е добитникот на Нобеловата награда за економија, професорот Пол Круман.